Почитувани наши гледачи на програмата Во Фокус со Силвана Павловска, добар ден. Денес е 6 декември 2024 година. Се надевам дека сте сите добри. Оваа програма се емитува од Мелбурн, Австралија. Во продолжение на нашиот прилог, всушност обраќањето на председателот на МАНУ, академик Живко М. Попов, по повод денот на МАНУ, пред некој ден во Скопје, одржан во Скопје, имаме друг прилог поврзан со обраќањето на председателот на МАНУ. Овој пат, овој прилог ни доаѓа од Митко Б. Панов. Митко Б. Панов исто така се обратил до присутните и во неговото обраќање тој вели, почитувани академци, професори, драги колеги, дами и господа, заблагодарувајќи се на академик Ќулаковска за привилегијата и честа да проговорам за најновото издание, чиј наслов е Македонското научно литературно другарство во Санкт Петербург 1902 до 1917 година, морам на почетокот да констатирам дека представува особен предизвик со збор да се долови напишаното од еминентните автори. Секогаш е тешко да се најдат зборови за творечкото и создаденото, особено доколку се засегнува минатото од аспект на сегашноста, како транзитен миг во иднината, како рефлексија на сепството и биднината. Бидејќи реконструирањето на македонското минато значи деконструкција на конструктите, откривање на сокриеното, расветлување на затемнетото, исправање на искривената, рефлексија на присвојувањата. Тоа е наративниот израз на идентитетот, припадноста. Невозможно е да се зборува за денешнината без дамнешнината. За да може да се беседи за втемелувачите, идеолозите, мислителите, учителите, просветителите, за жртвите, страдањата, за јазикот, традициите, наследството, за народната меморија што прави не само да постоиш, туку и да обстоиш. За историската сушност која те дефинира, содржина која ја слушаш при првата виделина во прегратките на мајката, која ја осознаваш преку приказните на бабата и дедото, за нивните баба и дедо. За историјата на семејството и народот, содржина на генерацијскиот произнес на посебноста и различноста. Предизвик да се беседи за неброените изблици на македонството, кои што многумина сакаат и прават се да го нема. На вистина му било тешко на Мисирков со пишан збор на свој јазик да го произнесе сепството преку наративниот израз на припадноста кон народот. Својот народ, историски негираниот, прогонуваниот, присвојуваниот. Но сепак го сторил тоа со сето свое величие и значение, беседејќи за македонските работи. Исто како што заедно со Димитрија Чуповски, Диамендија Трпков, Мишајков, Стефан, Јакимов Дедов, Гаврил Константиновиќ и уште 15 мина кои преку пишаниот збор на интелектуалната мисла се обиделе за моќно да го пренесат македонскиот глас за националната идеја. За македонското себеспознание и признание, за посебноста на македонската историја, култура, духовност, традиции, наследство, за македонството. Книгата која како богатство на пишаниот збор ја имаме пред нас, вели тој,
ги изразува современите академски согледи за идеите на македонските интелектуалци во историскиот контекст на почетокот на 20 век. Идеите за македонскиот вековен етнокултурен континуум како манифестација на културно-историската посебност на македонецот и различноста од другите. Книгата представува интелектуално пренесување на фундаментите на современата македонска нација, во која се инкорпорирани вековните премрежја на македонската историја и култура. Историјата на цивилизацијскиот вознес и придонес, произнес на интелектуална идеја и научна мисла за македонството. Токму во тој контекст, академик Тюлавкова и академик Коцарев ги акцентираат историските темели на македонскиот интелектуален и културен развој поставени во македонското научно-литературно другарство, позиционирајќи го како претходник на Македонската академија на науките и уметностите и символ на континуитетот на македонското интелектуално наследство. Оттаму и нивната порака, која ја споделуваат авторите на книгата за неопходноста 28 октомври 1902 лето, оваа 2024 година, да биде 122 лето на Македонската академија на науките и уметностите. Бидејќи Ману е научниот и интелектуалниот мост помеѓу сегашноста и минатото, а со тоа и на иднината, со оглед дека денешнината од утре е веќе минато. Тюлавкова воедно длабински продира во македонската епистема како интелектуална рамка на културниот и историскиот континуум во развојните етапи на нацијата. Таа ја поставува македонската хуманистика како трансисториска сила на научната мисла и како суштинска за националната еманципација на македонецот. Преку интеграцијата на концептите на филологијата, културната историја и филозофијата, Тюлавкова гради рамка за разбирање на македонската национална кауза, како спој на историскиот непокор и современите интелектуални и обштествени контексти. Преку научниот опус на Блаже Ристовски за Димитрија Чуповски, Драги Георгиев го констатира суштинскиот интелектуален придонес за македонската национална еманципација и идентитет. Димитар Пандев се фокусира на визијата на Мисирков за македонската иднина, заснована на јасно изразените јазични и културни особености, представувајќи го неговото дело како фундамент за современата македонска културна историја и суштински научен амалгам кој го овозможил сочувањето на посебноста на македонската национална афирмација. Витомир Митевски длабински ги истражува фундаменталните аспекти на македонскиот национален идентитет, содржани во националната програма и интелектуалното наследство на македонското научно-литературно другарство, што не заобиколно го вклучува и делото на Мисирков. При тоа тој ги дефинира овие суштински аспекти како историски и културни маркери кои остануваат трајно релевантни за македонството и за современите контексти на националниот идентитет од аспект на негациите и оспорувањата. Ангелина Бановиќ Марковска ја анализира политичката идеологија на македонската емиграција во Санкт Петербург од аспект на пошироката борба за национално самоопределување, ставајќи ги во проектиран диалог со денешните контексти и предизвици за зачувување на идентитетот. Бошко Караджов се фокусира на идејата за национална, културна и политичка автономија на Македонија како суштински дел од македонската филозофска традиција, рефлектирана во интелектуалното обкружување на македонското научно-литературно другарство, кое ја оформувало и фундирало македонската посебност. Иван Иванов и Александра Илиевска го анализираат митот за Балканската федерација, поставувајќи го во контекст на македонскиот национален идентитет и геополитичките констелации и влијанија на Балканот.
Sociolingvističkите dimenziji na delata na Misirkov i Čupovski zazema centralno mesto vo trudovite na Ganka Cvetanova, Simona Grujevska-Mađovska, Aleksandra Djukova, Marijan Marković i Liljana Makarijovska, koji ja akcentira nimnata ključna uloga vo nivnoto, to jest vo naučnoto vtemeluvanje na standardizacijata na makedonski od jazik, postavujete gi so to osnovite na politička ta legitimnost, na makedonska ta nacija i kulturna ta samobitnost. Vasil Tocinovski se osvrnuva na evropski od intelektualen profil na Misirkov, zasnovan na relaciji te so vidni balkanski i evropski obštestvenici, kulturni i naučni dejci, revolucioneri i vizioneri, pri njegovite često prinudni propatuvanja. Venko Andonovski gi artikulira ranite intuiciji na Misirkov za pragmatičnata ili pragmatičkata lingvistika, pozicionirajući go kako vizioner za podocnežnite lingvistički teoriji za funkcijite na jazikot. Biljana Ristovska-Josifovska gi prosledува prvite kulturni i nacionalni društva na Makedoncite, osobeno među emigracijata i nivni od pridones vo razvojot na makedonskata naučna misla, so poseben akcent na profilot na Georgija Pulevski i Krste Misirkov. Valentina Mironska-Hristovska go zasegnuva deluvanje to na raznite makedonski kulturi, obrazovni i revolucionerni društva, koji ja reflektirale potrebata za objedinjuvanje i formiranje nezavisna makedonska država. So fokus na jazičnata jedinstvenost, obrazovanje to na makedonski od jazik i obnovovanje to na ohridskata arhijepiskopija. Mitko B. Panov, avtorot na ova obrajkenje, do vas, koje vi go davame vo celost, Silvana Sidorovska-Čupovska, Dimitar Pandev, Iskra Tasevska Hadžiboškova, gi istražuvaat narativnite strategiji na avtorite i redaktorite na makedonski Golos, Loza i Vardar, so poseben akcent na Misirkov i Čupovski, koji ja manifestirale autohtonata istorijska ekspresija i gi postavile fundamentite na makedonski od nacionalen narativ i kulturno-istorijskite tradiciji. Zlatko Kramarić go istražuva istorijski od razvoj na makedonizmot, preku prosleduvanje to na impaktot na različnite politički i istorijski konteksti na Osmanlijskata imperija, Kralska Jugoslavija, Titoistička Jugoslavija i nezavisna Makedonija. Igor Radev komparativno go analizira istorijski od procesna standardizacija na makedonski od i kineski od jazik, ukažujući na zaemnost na idejata za jazična centralnost, so centralno značenje v odnos na emancipatorski te obedinuvački projekti za obe te nacije. Knjigata koja danes ja promovirame nudi dlabok uvid vo kompleksnata istorija na makedonskata nacionalna ideja, postavuvajki go makedonsko to naučno-literaturno drugarstvo i njegovite členovi kako ključni akteri vo sozdavanje to na sovremenata makedonska naučna misla i makedonskata nacija. Preko analizata na nivnite dela i koncepti, posebno na Misirkov i Čupovski, se konstantira jasna vrska pomeđu naučnata i opštestvenata transformacija, što je od vitalno značenje za razbiranje to na makedonskata borba za autonomnost, nezavisnost, državnost i nacionalna posebnost. Tekstovite potvrduva deka makedonskata naučna misla ne je izolirana od globalnite tekovi i poširokite balkanski i evropski konteksti. Jazik od kulturata i istorijata kako osnovni stolbovi na nacionalni od identitet predstavuva centralna tematska opredelba koja nesomneno ke produži da gi inspirira sovremenite makedonski istražuvači i kreatorite na politikite. Kako što kontinuirano se nadgraduva makedonsko to naučno nasledstvo, važno je da se prepoznaje i njegovo to značenje za makedonskata idnina, osobeno vo kontekst na predizvicite za makedonstvo to od aspekt na regionalnite aspiraciji i negaciji. Misirkov odavna poračal, citirame, naukata i literaturata se najvažniji od faktor za razvivanje to na jedan narod kako narod. Spored stepenot na razvivanje to na naukata i literaturata ka jedan narod se meri njegovata kultura i spored njih
се делат народите. Само со знаење и просветлување, само со културна работа ќе може нашата интелигенција да ги поправи и да ги искупи своите грешки пред нашиот народ. Ако не ќе можеме да печатиме многу работи на нашиот јазик, затоа пак нашата интелигенција ќе може да послужи како жива народна енциклопедија во која ќе се имаат точни и проверени информации по сите оддели на науката и литературата. Како народни членови, ќе треба да го натера секого од нас да ги вложи сите своји сили, сето свое слободно време за изучување на сите тие науки кои се најнеопходни за нашиот народ. Доколку сакаме да имаме чиста совест пред нашиот народ и пред себе, треба да ги земеме врз себе и најмачните научни работи за да му помогнеме. Крај на цитатот на Мисирков. Ова е трајна порака за македонскиот интелектуалец и подсетник за приоритетноста и одговорноста на неговото делување. Општо земено, покрај честитките на авторите за исклучителниот научен произнес и придонес, неопходно е да се изрази големо признание на приредувачот, академик Ќулакова, за бележитото научно постигнување, со што Ману достојно се одолжува на своите втемелувачи. Воедно, преку акцентирањето на потребата од постојана развојност и надградба на македонската научна мисла, Ќулавкова го поставува и клучното прашање за општествената улога и придонес на македонските хуманистички науки. Не само во историскиот контекст на крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, туку и во современието на позиционираноста и поставеноста на Македонската академија на науките и уметностите како највисок репрезент на македонската научна мисла. Оттаму произлегува и клучната порака содржана во книгата, која во суштина го следи македонското научно-литературно другарство во обединувањето на македонската интелектуална и научна мисла, преку авторите репрезенти на повеќе академски институции. Како представник на една од нив, Институтот за национална историја, формиран согласно со астрономските решенија во далечната 1948 година, можам само да ја изразам големата благодарност и воедно да ја нагласам потребата за уште поинтензивна и попродуктивна институционална соработка со Ману. Нешто што како неопходност ја поставиле нашите предходници во 1902 година, но и оние кои многу порано, низ вековите, преку изречениот и пишаниот македонски збор, го граделе етнокултурниот и историскиот континуум. Само преку обединувањето на македонските академски институции и интелектуалните потенцијали ќе можеме да го дадеме вистинскиот одговор на вечно актуелно прашање на себе преиспитување кој ни го поставил Мисирков. Што направивме и што треба да правиме за однапред, за македонските работи, за македонството и македонистиката, на полза и среќа на нашата општа, многу патена таткојна Македонија, рекол Мисирков. Ете, тоа беше во целост обраќањето на Митко Б. Панов на денот на Ману, по повод на денот на Ману, каде што тој нели зборува за книгата што е објавена и промовирана тој ден, така наречена Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петербург 1902-1917 година. Толку од мене за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Бидете ми добри, здрави, живи и весели. И ќе се слушниме и гледаме следниот пат. До тогаш, многу поздрав од мене, Силвана Павловска, и програмата Во фокус со Силвана Павловска.